А ние сега го помагаме спортот и тоа не било кој, туку џиу-џицото, врвното џиу-џицу, бидејќи во нашето студио ја имаме најдобрата спортистка во оваа категорија, во овој спорт, Катерина Ацевска и Александар Ацевски, џиу-џицу тренер. Добро ни дојдовте. Добро најдовме. Гордост и чест е за нас. Вики, да имаме Навистина ми е гордост и чест. Јас постојано ја следам кариерата на Катерина Ацевска, девојката која што е вистински амбасадор, почитувани гледачи на спортот од Македонија во светски рамки. Не случајно се најде и прва на светската ранг листа во џиу-џицу. Кате и Александар, ви благодарам што секогаш ја прифаќате на прва мојата покана за сите медиумски наши приказни. Како сте ова утро? Одлично. Благодарам на покана. Кате, прва на светска ранг листа, веста одекна на сите домашни странски медиуми. Што значи тоа за тебе, што значи тоа за Македонија? И за џиу-џицата како дисциплина секако. Многу ми е мило што сум непозната, да речем, признаена како добар спортист. Сакам да бидам пример за помладите генерации. Ми е мило кога некој ќе ме препознае, ќе рече ти си тоа девојче спортистката. Ми е мило кога ќе ме сретне некој на улица да ми каже едно честитки. Многу ми убава таа енергија. Верувам дека повеќе од 15 години труд посветено, сега некој ќе рече ти си навистина многу млада, па дали се тоа 15 години навистина, меѓутоа значи ли ова прва на светската ранг листа кулминација во твојата кариера и можеби ете награда за сето она досегашно во џиу-џицата? Награда апсолутно, меѓутоа не запираме тука. Сепак немам златен медал од светско првенство. Се надевам и учество на светски игри, каде што секако медала. Така да не запираме овдека, има уште. Александар, многу е интересна комбинацијата татко, постојана ветер во грб, меѓутоа од друга страна и тренер кој што е строг, можам да кажам, кој што е авторитетен и кој што навистина бара, а тоа го покажуваат резултатите и многуте медали на првенствата. Што значи први на светските ранг листи, веста одекна и од вас, Катерина Ацевска, прва во светот, македонката која што ги руши сите рекорди во џиу-џицу. Што значи? Па останаа 35 држави позади нас, 70 борци има во нејзина категорија. Пеколно тешко е да се дојде во топ 10. Ние прво започнавме многу далеку, 35 и 6 и полека одевме нагоре. Имавме некоја цел топ 10, кога дојдовме во топ 10, ајде сега да пробаме во топ 5, па дојдовме во топ 5. И ете, успеавме со малку среќа првата на светската ранг листа борецот од Шведска да ја напушти таа категорија, изгуби некои бодови и ние учествувавме на некои турнири, јаки светски турнири, освоивме некои значајни бодови и успеавме од пред месец дена да превземеме првата позиција. Го освоивте и Париз. Тоа од друга страна, колку е мотив плюс за златото кое што Ката верувам дека ќе го дочекаш. Третото место во Париз, каква беше конкуренцијата таму? Се вративте радосни и покрај третото место кое што не е мала работа, навистина? Париз Опен е најјакиот светски гранд при турнир во светот. Затоа е радоста толку голема. Таму настапуваат 500 борци, најдобрите 500 борци од целиот свет. Значи еден страшно добро организиран турнир со многу квалитетни борци и таму кога ќе освоиш медала, како да си освоил медала на некој европско светско првенство. Така да затоа беше и таа радост кај Кате во категорија преку 10 најдобри сениорки, првите 5 на светската ранг листа и голема борба е да се дојде до една од медалите. Затоа и беше таа радост. Така, верувам, Катерина, дека, како што кажа и ти, не се опираш тука, ќе се брка златото, меѓутоа, многу си активна, многу си посветена, цели 15 години, па и повеќе.
колку џиу-џицата како дисциплина, верувам дека сега е и малку сме позапознаени со оваа спортска дисциплина. Зошто го велам тоа? Затоа што можам на вашите тренинзи да забележам навистина многу дечиња кои што се решаваат токму за ова. Што е пресудно, каква е заинтересираноста со тренинзите, вие и држите тренинзи? Да, многу заинтересираност има и многу дечиња и многу запишувања по клубовите, еве лично во мојот клуб. Баш ми е мило што сакаат спорт, еве не мора мојот спорт, нека е било кој спорт, само нека тренираат. Во секој наврат велиш не мора да е џиу-џицу, нека биде било кој спорт, меѓутоа многу е важна физичката активност кај дечињата од мали нозе. Колку се дисциплинирани сите оние дечиња кои што ви доаѓаат на тренинг, како се поделени во категории и какви надпревари има и за нив? И во рамки на државата, меѓутоа и надвор вие одите на турнири секако. Да, гледаме што повеќе дечиња да ги изнесеме на меѓународни турнири, затоа што друго е чувството на државно првенство, а друго е чувството кога ќе отидеш низ Босна, низ Црна Гора, да застане детето на татами, каде што не се твои луѓе. Со тек на време детето гради една дисциплина, еден карактер. Самиот спорт те води, само по себе доаѓа тоа. Тоа не е нешто плански, јас сега ќе бидам дисциплинирана сега. Самиот спорт си ја носи дисциплината, па за тоа се и резултатите понатаму. Да, сигурна сум во тоа. Така. Но и доволно девојчиња, јас сакам да прашам, или машките доминираат во овој спорт? Машките доминираат, меѓутоа има доста квалитети кај девојчињата и доста девојчиња има што тренираат упорно и растураат. Да. Браво. И имаат исклучителни резултати. Сега, Катерина, интересно за тебе што покрај сите овие медали и сите овие активности и првенства, ти си и женски голман. Да, со фудбалот исто така се бавам долги години, неколку џиу-џицуто. Морам да признам еден период на короната кога беше, јас повише бев фокусирана на фудбалот отколку на џиу-џицуто, затоа што џиу-џицуто беше контактен спорт и ни беше забрането, па моравме да тренираме сами, немавме сали. И повише бев фокусирана на фудбалот. Стварно имав голема жела, меѓутоа ете така со тек на време видов поголема иднина со џиу-џицуто. Во фудбалот е сепак преголема конкуренција и јас се уште сум во фудбалот. Се рушат ли сите оние стереотипи дека ите можеби и фудбалот е машки спорт и џиу-џицуто како таква спортска дисциплина, нели повеќе момчињата се заинтересирани, меѓутоа ти од друга страна па го покажуваш сосем спротивното. Секогаш ќе има секогаш имало и секогаш ќе има такви коментари, машки спорт, вие жените не сте за фудбал, не сте за вакви спортови и такви некои муабети, меѓутоа кој каде ќе се пронеде таму? Колку се напорни тренинзите, а од друга страна многу ме интересира, Александар, како е да се тренира со Катерина Ацевска, која што успева да го задржи оној успех горе на врвот и постојано да се задржи целата таа амбиција и целиот тој порив за златото кое што го сакаме, нели? Рекреативно децата тренираат 3 пати неделно, сосема доволно за некаков почеток во овој спорт, меѓутоа еве Катерина на пример тренира 2 пати дневно. Тренира од сабајле, кондиционен тренинг, тренира навечер технички тренинг, така да оној што сака да настапува на светска сцена, мора малку посериозно да влезе без тренинг, нема резултат. 2 пати тренинг, верувам дека тоа си има и своји жртви во однос на слободното време, меѓутоа сето тоа е неважно кога станува збор за сопствена афирмација и афирмација на својата држава. Постојано ве гледаме и во присуство на министерот за спорт, кој што верувам дека како министерство ја даваат онаа целосна поддршка. Колку е признаена денес џиу-џицата како спортска дисциплина, каква поддршка имате од конкретно оние надлежни институции, оние на првите на фронтот на спортот секако, и каква поддршка имате и од главниот град, кого исто така представувате? Па видете,
Во моментов единствена поддршка имаме од Министерството за спорт. Џиу-џицата е национална спортска федерација, значи признаена од страна на Министерството со дејно спорт, рамноправни сме со сите останати национални спортски федерации, поддршката е навистина голема и значајна, не би успеале секако, ние имаме преку 20 турнира светски годишно, замислете што би било кога не би било позади нас, да речеме, да стои Министерството за спорт. Во моментов сме без спонзори, единствен ветер во грб ни е токму Министерството. Така и така треба да биде. Може би во интерес на времето и ќе привршуваме колку значи поддршката и од Министерството, меѓутоа и од публиката. Верувам дека е сменета перцепцијата и за овој спорт. Јас на вистина можев на социјалните мрежи да прочитам толку убави зборови, толку убави коментари кои што за жал се многу ретки кај нас да се прочитаат. Знаеме сега во какво општество живееме, меѓутоа конкретно ете за Катерина и за она кој што таа го постигна, видовме наплив на коментари, на медиумски надписи, колку тоа каде тебе ти значи и пошто ќе трагаме следно. И каде? Да, додека сме тука, можам да кажам и благодарам до сите портали што ја објавија веста и толку брзо и се. Убаво е чувството некој да ти каже едно браво, и како да што ти го кажав. вреднува целиот тој труд и пожртвуваност. Да, затоа што не е нешто кој што треба да се занемари. Да, нешто преку ноќто може да се случи, се е тоа. Кате се случи Париз, што ќе се случува следно и полека ќе привршуваме и ќе најавиме нели на агендата за летото, летната агенда. Летната агенда имаме светско првенство во Абу Даби, кое што беше преместено, требаше да биде во Рим во октомври. Се случија некои работи, се премести во Абу Даби. Светското ќе се одржи од 1 до 8 август, следно ни е тоа. Ете зошто по 2 тренинзи дневно се спремат. Нема лето, нема одмор, тоа е. Меѓутоа, она кое што е започите тоа дека се изнашетавте. И несомнено представувајќи ја Македонија, сепак ќе кажам како прва и основна цел и секако голема радост и навистина спортски амбасадори на сето она кое што ние можеме да го гледаме од другата страна. Многу ви благодарам што кратко, меѓутоа важно ми бевте гости ова утро и мене и Евена, мојата драга колешка Суза, токму во утринската на телевизија Алфа. Јас постојано ве следам, знаете, ви посакувам многу успеси, го чекаме златото и секако токму во Алфа да го испромовираме. Големо благодарам. Секоја чест, вистинска гордост и секогаш ви стоиме на располагање за медиумски да ве поддржиме, бидејќи ваквите спортисти како вас, позади кои стои долгогодишна работа и многу посветеност се навистина наш ремек дело, би рекла.